Ја следите програмата на КТВ, во продолжение емитуваме вести. Денеска најголемиот дел од светот го одбележува 8 март, меѓународниот ден на жената. Уште од самиот почеток, денот е повод да се повика на поголеми права на жените и социјална еднаквост, вклучувајќи и еднаков политички статус и право на глас. Во име на општина Кавадарци, во мое лично име, од срце ви го честитам 8 март, меѓународниот ден на жената, стои во празничната честитка од градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев и понатаму се додава: вашата сила, пожртвуваност и љубов се темелите врз кои се гради семејството, општеството и иднината на нашата заедница. Вие сте инспирација, двигател на промените и символ на храброст и истрајност. Нека овој ден биде потсетник за вашата важност и признание за вашите секојдневни напори. Ви посакувам здравје, среќа и неизмерна радост во секој ден од годината, напиша Јанчев. Денес маршираме рамноправни, исправени пред сите предизвици затоа што само ние умееме достоинствено да станеме и заедно да дадеме чекор напред. Маршираме за правда и мир, за секоја жена да се чувствува сигурна и безбедна и во семејството и во заедницата, порача председателката на форумот на жени Даниела Колева од денешниот 8 мартовски марш во Струмица. Овој традиционален марш се одржува веќе 10 години, а оваа година е под слоганот "Исправени заедно за еднаквост, правда и мир". По повод 8 март, антифашистичкиот фронт на жените организираше трибина посветена на вистинските хероини на денешницата, жените кои секојдневно се борат со тежините и неправдите на овој суров систем. На оваа трибина не зборуваа експерти, газдарици на фабрики или крупни бизнисменки. Гласот им беше даден на оние кои што на вистина ја живеат реалноста, самохраните мајки, жените, жртви на семејно насилство, земјоделките, работничките во фабриките, мајките на деца со потешкоти во развојот, велат од Левица. Присутните заедно со пратеничката група на Левица го слушнаа нивниот трогателен, но храбар повик за промени. Ова беа сведоштва на жени кои се борат не само за сопствениот опстанок, туку и за една поправедна иднина за сите. ВМРО ДПМН нема пари за работниците, но има пари за себе и своите удобности. Нема пари за повисока минимална плата, но има пари за луксус, папаја, манго, приватни авиони, тендери и привилегии. И кога треба да изберат да ги зголемат платите или да ги полнат своите джебови, тие секогаш избираат да се богатат, па затоа мора да лажат и да бараат виновник на друго место. Пишуваат денеска во соопштение од СДСМ. Наместо честно да објаснат зошто не сакаат да ја зголемат минималната плата, тие ја измислија новата стратегија да го оцрнат синдикатот и да го прогласат за партиски на СДСМ. Наместо да понудат решение за работниците, избраа да водат валкана кампања против оние што се борат за нивните права. Сето тоа за да ја сокријат вистината, дека свесно ги оставаат работниците со срамно ниски плати, додека трошоците за живот секојдневно растат, стои во соопштението од СДСМ. ССМ веќе нема кредибилитет, СДС потврдија дека го координираат синдикатот. Слободан Трендафилов е лице кое и должи на СДС за незаконското поставување на позицијата председател на ССМ. Слободан Трендафилов подолг период не ги одразува идеите и потребите на работниците, туку на СДС. ВМРО ДПМН обелодени дека Трендафилов бил на состаноци со СДС и дека е во постојан дослух со нив и со Левица, а СДС излезе и призна. Сања Лукаревска од Собраниска сала за пресконференција јасно кажа дека се гледале со Слободан Трендафилов. Сите барања на ССМ се политички и ги следат тезите на СДС, велат од ВМРО ДПМН. Заврши надградбата на системот за даночни услуги преку воведување на нова функционалност, поднесување на барање за издавање на код за идентификација за подпишување на МПИН пресметките, изготвени преку тековниот систем за пресметка на плати, ги информира Управата за јавни приходи, даночните обврзници и вршителите на сметководствена дејност.
Таравари Мицкоски со вчерашните изјави за скандалозниот криминал во најава со паркингот на Клинички потврдија дека не само што позади договорот со Џока се крие огромен бизнис интерес, туку дека немаат никакво чувство и интерес да ги заштитат пациентите, реагираат од СДСМ. Скандалозно и срамно е што Министерот за здравство ја правда зголемената цена на паркирање во клинички центар со цените во трговските центри. Граѓаните ќе плаќаат 50 денари на час, а не 30 како досега за да одат на лекар. Ова е врв на безобразлукот, споредувањето на луѓе кои се борат за живот со потрошувачи во шопинг молови. Пациентите, меѓу кои лица заболени од рак и други тешки болести, немаат избор. Тие мораат да дојдат во клинички центар, а владата ги оценува со високи паркинг цени, велат од СДСМ. Фудбалските третолигаши утре ќе ги одиграат средбите од 15-тото коло. Дреново ќе го пречека венец од Долни Диса на екипата на Росоман, во ова коло ќе биде слободна. Наутро студено, преку ден сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб јужен ветер, температура од -1 до 22 е прогнозата за утре. Во вторник, кон крајот на денот, во текот на ноќта кон среда и во среда, ќе има локални врнежи од дожд, наместа поројни, проследени со појава на грмежи и засилен јужен ветер. Услови за локален дожд ќе има и во четврток во претподневните часови. Гледавте вести, ви посакувам секој добро со нашата програма.